Ова што гледате позади мене е мојата кукичка. Тоа е кукичка која што е направена од природни материјали и како што гледате моментално е целосно превземена од природата. Па токму и тоа ми е темата на денешното видео, а тоа е како да се обкружиме со живот, со радост и со природа. И зошто е тоа важно? Пајде одиме да ви покажам како изгледа кога природата владее на еден имот, односно како изгледа кога сте поврзани со живот. Еве како јас го имам тоа решено на мојот имот. Јас си направив симбиоза или договор со природата да користам само одредени делови кои што ми требаат, другото да го дадам неизе. Затоа што мене ми е потребна патека, ете си имам направено патека која што ми води до кукичката, патека која што ми води до кујната, патека која што ми води до реката и патека која што ми води до тоалетот. Имам оставено мали делови кај што си произведувам храна. Другото се имам дадено на природата. Затоа што тука постои уште една голема лага со која што ве хранат, а тоа е дека ќе ви дојдат змии ако не косите. Меѓутоа тоа не е точно, затоа што змиите не сакаат влага и висока трава, сакаат сонце и отворен простор или косена трава. Јас никогаш не сум имал змии на мојот имот. А еве, и ако не косите, природата ќе ве награди со чај. Ево ова е сега кантарион, кој што си расте тука на полето. И замислете доколку сите би ги орале полињата, за да произведуваат монокултура, овие лековити билки ќе исчезнат едноставно. Затоа што сега ние на полињата садиме само монокултури, кои што едноставно не поддржуваат живот. Ние сме ги прифатиле за исхрана и ги садиме само нив. Тоа е монокултура која што ја убива земјата. Меѓутоа, еве, природата мене ме награди со ова прекрасно растение. Па така, една од придобивките кога ќе оставите земјата да си го прави тоа што знае и умее, односно да си произведува храна, лек или едноставно живот. А ова е бобонка, дива бобонка, црница, дудинка се нарекува. И ова веќе светот го дозна и го смета како супер храна. Го суши и го продава и е многу скапо да се купи, меѓутоа кај нас расте дива насекаде. Така да е достапна и е преубава, вкусна, здрава и едно од сезонските наши богатства кои што ги имаме. Убавина. Најубаво е да се јадат свежи, односно кога ќе се наберат од дрвото, затоа што целата есенција е уште во нив и тогаш имаат најголемо енергетско влијание плодовите. Така да доколку имате можност, наберете и јадете на лице место. Еве, природата ми подари и див јасмин. Тоа е дрво, растение, билка, не знам како да го наречам, кое што мириса феноменално и доволно ви е само едно мало гранче од него да си ја ароматизирате целата соба. Значи, природата дава и дава, ние само треба да ја оставиме на мира и да ја дадеме простор да се развива. Затоа што, како што кажав на почетокот на ова видео, природата е живот, природата е радост, природата е нешто што треба сите да го имаме секој дневно.
А исто така, тука е и водата, која што треба да оставиме на мира, да се понашаме со почит кон неа, затоа што кога водата, реката, например, е слободна и си тече, таа ја прочистува енергијата во околината, таа го прочистува и нашето енергетско тело, таа дури ги прочистува нашите мисли, па така кога сте покрај река која што е слободна и дива, вие добивате голема корист од неа, нема потреба да се затвора водата во базени, да се бетонизира, да се става во цевки и слично. Треба и таа да се остави на мира, доколку имате имот, јас ве замолувам да си оставите да си тече слободна и дива и секако незагадена, да не фрламе ништо во неа, затоа што, например, нашите предци, тоа го имам зборувано, кога среќавале река, тие ја поздравувале и се понашале со неа како со нешто свето. Да не заборавам да ве потсетам да се претплатите, да станете членови, да го поддржите Сонцогор, затоа што планирам да си купам поголем брод и да бидам првиот морепловец кој ќе плови по реката Тополка. Моето свето тројство се растенијата, животните и другите луѓе. Значи, човек мора да биде обкружен со тие три работи. Најмалку, за да може да обстои и да функционира нормално. Ете, тоа е мојот имот. Го видовте како е и во лето. Се е зелено, со тоа и температурата е малку поладна и е подносливо, затоа што земјата, растенијата, самата кукичка од земја создава убава клима. Тука е и секако реката, па така да се надевам ви се допадна, се надевам ќе го прифатите мојот начин, нема да ми викате дека било како џунгла и слично, затоа што јас не ви викам дека вие живеете како на гробиште, например, затоа што е се мртво околу вас, така да секој со својот избор и пат. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Претплатете се, станете членови, а ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.